Денес православната црква го чествува споменот на светиот Мартин Исповедник Папа Римски и светите маченици Антони, Јован и Евстатиј. Свети Мартин Исповедник Папа Римски. Во времето на јаросната расправа на православните со еретиците монотелити, на 5 јули 649 година, Свети Мартин беше посветен за папа. Тогаш царуваше Констанс II, внукот на Ираклиј, а цариградски патриарх беше Павле. Со цел да се воспостави мир во црквата, самиот цар го напиша списот Гипос, кој што многу им угодуваше на еретиците. Папата Мартин свика собор од 105 епископи, на кој што овој царев спис беше осуден. Во исто време папата му напиша писмо на патриархот Павле, молејќи го да ја држи чистата православна вера и да го посоветува царот да ги остави еретичките мудрувања. Ова писмо ги разлути и патриархот и царот. Затоа царот испрати во Рим еден војвода Олимпиј, за да го доведе римскиот папа врзан во Цариград. Војводата не се дрзна да го врзе папата, туку наговори еден војник да го убие со меч в црква. Но кога влезе војникот со скриениот меч во црквата, одеднаш ослепе. И со Божјата промисла Мартин ја избегна смртта. Во она време пак сарацените напаѓаа на Сицилија и војводата Олимпиј замина за Сицилија и таму умре. Тогаш во сплетката на патриархот еретик Павле, царот испрати друг војвода Теодор за да го врзе и да го доведе папата под обвинение дека тој, папата, стои во дослух со сарацените и дека не ја почитува Пресвета Богородица. Кога војводата стаса во Рим и го прочита обвинението против папата, овој одговори дека тоа е клевета, дека самиот нема никаква заедница со сарацените кои што се противници на христијанството, а оној што не ја почитува Пречиста Богородица и не ја исповеда и не ѝ се поклонува, да биде проклет и на овој и на оној век. Ова не ја измени одлуката на војводата. Тој го доведе папата врзан во Цариград, а таму Свети Мартин, мошне, болен, лежеше во затвор, мачен и исцрпуван со глад, додека најпосле него осудија на прогонство во Херсон, каде што поживеа 2 години и издивна заради Господ во 655 година. 2 години пред него умре во покаяние Павле. И кога царот го посети пред смртта, тој ја заврте главата на другата страна и заплака, исповедајќи дека многу грешеше против папата Мартин. Пред смртта Павле го молеше царот да го ослободи светиот папа Мартин. Светите маченици Антони, Јован и Евстатиј. Сите тројца беа прво незнабожци и поклоници на огнот. Беа слуги на дворецот на литовскиот кнез Олгард во Вилна. Порано се нарекуваа Круглец, Кумец и Нежило. Сите тројца ги крсти свештеникот Нестор. Ги обесија еден подруг на ист даб во 1347 година. Овој даб христијаните го исекоа и изградија црква во слава на Пресвета Тројца. Во таа црква ги положија моштите на мачениците, а на трупот од дабот ја направија честната трпеза. Нивните мошти се во Вилна.
Р